Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu ta'ala azza wa jal, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahu al-azim. Благодарност на Аллах Желешану кој на својот роб му објави книга која не е искривена. Вели Аллах Желешану во куранскиот ајет од сура Ел-Кехф. Имајќи во предвид дека често пати можеме да сретнеме, да слушнеме или да прочитаме дека убаво е сурето Ел-Кехф да се проучи наспроти петок и во петок, во денот на џума, оваа прилика јас тоа малку ќе покушам да го објаснам поради кои причини е важноста од учењето на оваа куранска сура Ел-Кехф, која што значи во превод пештера. Па така Имам Ахмед пренесува од Ебу Дерда радијаллаху анху, а тој од пејгамберот Мухаммед алейхи салату ва салам дека рекол сура Ел-Кехф има 110 ајети и таа е меканска сура, а меканските сури ги лечат проблемите од верата и секојдневните проблеми на муслиманите. Значи едно од работите зошто таа се учи. Сура Ел-Кехф е средна сура. Дури се вели, дури за нејзиниот трет харф или збор, а тоа е Еф, представува среден харф. Од целиот Куран и Азиму Шан, значи средина на сите курански харфови од целиот Куран и Азиму Шан. Исто така се вели, сура Ел-Кехф почнува со Елхамдулилlah, а такви сури во Куранот ги има само 5. Една од тие е и сура Ел-Кехф, кој што започнуваат со овие зборови Алхамдулилlah, како што започнува сура Фатиха Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Сура Ел-Кехф е сура за која што е познато меѓу муслиманите, како што реков, дека таа сура се учи наспроти петок и во петок во денот на џума. И најголем дел од исламската улема смета дека е убаво, дека е мустехаб оваа сура да се учи, нарочито во денот на џума, во петок, и тоа од зора до мрак. Па се вели, кој ќе го учи сура Ел-Кехф измеѓу двата петока, Аллах Џелешану ќе му даде нур на неговото лице и ќе му даде опрост на гревовите. Исто така се вели, кој ќе го учи сура Ел-Кехф, првите нејзини 10 ајети, тој ќе биде сочуван од Деџал, значи најлошото нешто. Исто така се вели, кој ќе го проучи сура Ел-Кехф или нејзините последни 10 ајети, значи овде се вели за последните, во претходното кажување за првите 10, значи од Ел-Кехф ќе биде сочуван од Деџал. Но, почитувани браќа муслимани и сестри муслиманки, значи дали ќе бидат првите 10 ајети, дали ќе бидат последните 10 ајети, дали ќе бидат некои средни или било кои други 10 ајети. Дури има и ривајети каде што се вели дека е доволно и првите 3 ајети да се проучат од оваа сура, но најверодостојно е првите 10 курански ајети од сура Ел-Кехф да се проучат наспроти џума во четврток навечер после икиндија и во петок од зора до мрак. Оваа сура не подсетува најповеќе на искушенијата и случајот со тројцата младичи кои се склониле во пештерата и затоа се вика Ел-Кехф. Искушенијата за оној кој ќе го дочека Деџалот
се навистина ужасни. Аллах Джелешануху неговите мани му ги открил, за да не може тој да се сокрие од искрените верници, па вели, тој ќе биде ќорот со едно око, на чело ќе му пишува кјафир, значи неверник, и тоа ќе може да го прочитат сите оние кои што биле писмени или неписмени, меѓутоа покорни на Аллах Джелешану. Па за него се вели, значи за дежалот, дека тој на земјата ќе остане 40 сати, 40 дена. Има и предание каде што се вели дека ќе остане 40 години. Но било тоа да се сати, денови или години, сепак се вели дека дури 1 сат ќе биде долг колку 1 година. Тие денови во времето на доаѓањето, на појавувањето на деџалот, ќе бидат навистина ужасни и пеколни денови. Тие ќе бидат денови на големи суши. Тие ќе бидат денови кога нема да капне ниту капка дож. Едно од тие искушенија ќе биде што дотолку деџалот, значи ќе навлезе во секој град, во секое село, дури и во секоја улица. Единствено што нема да му биде дозволен влез, тоа ќе бидат градовите Мека и Медина. Па се вели, оние кои ќе одат во џамија во тоа време, ќе мора да ги врзат своите сопруги додека не се вратат назад, бидејќи им тоа ќе биде единствен начин да бидат сигурни додека тие, значи, се вратат назад. Зашто? Затоа што се вели дека женскиот пол ќе му бидат неговите најголеми следбеници. Почитувани браќа муслимани и сестри муслиманки, особено се обраќам до женскиот пол, до сите оние кои што денес најповеќе трчаат по овој мал деџал кој што се појави во ова последно време, каде што навистина жените се оние кои што првите трчаат. Него, луѓето во тоа време не ќе можат да го убијат. Него единствено ќе го убие Иса пејгамбер алейхи салату ва салам. Па се вели, ќе се качат на една планина, ќе земаат доволно храна по нив и тогаш ќе снема се. Ќе снема вода, ќе снема храна. Прво што ќе бидат исушени реките ќе бидат, значи, до капка. Тогаш во тоа време нема ништо да се раѓа. Тогаш во тоа време се вели дури една крава ќе кошта 5000 златници. Значи, кога верниците не ќе можат крајно да издржат, ќе му се обратат на Аллах Джелешану и ќе го молат со дова. Тогаш Аллах Джелешану, за да ги спаси, ќе испрати црви, се вели, кои ќе го сотрат на деџалот, потоа вика црвите ќе попаѓаат како лисија од надрвјата и потоа се вели Аллах Джелешану ќе испрати еден силен дож, еден голем рахмет и после толку долго време, значи ќе падне првиот дож на земјата. Ете затоа, почитувани браќа муслимани, убаво е да се учи оваа сура, должност ни е да се потрудиме и да научиме најмалку 10 ајети, ако ништо повеќе, барем 3, надевајќи дека еден ден во времето на најголемиот пекол, во времето на најголемата казна, дека инша Аллах ќе бидеме и ние сочувани од деџал.